Либерално-демократска партија. Има избор. Овде и сега. Либерално-демократската партија од самите нејзини почетоци до денес е членка на Либералната интернационала. Во раните 90-ти години од минатиот век беше голем успех за кој било политички субјект од Македонија да членува во интернационалните организации, а уште повеќе тоа да биде под уставното име на државата. Денес работата на конвенцијата ќе ја поздрави секретарот на Либералната интернационала, инаку наш истакнат и долгогодишен член на кој сме особено горди, господинот Емил Киријас. Повелете. Либерално-демократска партија. Има избор. Овде и сега. Колку убаво да си дома. И повторно на истата онаа сцена, каде што пред едно 20 години преведував за гостите кои доаѓаа од странство да ја поздрават работата на тогаш Либерално-демократската партија во формирање, сега со една сосема нова мисија од председателот и од раководството на Либералната интернационала. Зошто јас, зошто некој од Македонија? И председателот на интернационалата, доктор Миновес, кој што го поздравува овој собир, имаше една порака. Оди ти, представувај на сите нас, затоа што Македонија има што да му понуди на светот. Од вашата партија има што да му се понуди на светот. Иако малку му замерувам на Горан за датумот на конвенцијата, затоа што се погодува истовремено да биде со станокот на нашите колеги од Југоисточна Азија во Сингапур, и се согласувате, Сингапур не е лоша дестинација, но сепак пораката која што мора да се прати од овде е многу поважна и многу треба да биде појасна, да се чуе насекаде. Имам едно ливче со мене, кое што не е говор. Сакам да направам нешто што не е координирано со Горан, не е координирано ни со Огнен. Можеби ќе ми се налута дека го правам ова, но сепак. Имам овде неколку имиња на дами. Сакам да ги поканам на сцена Јулијана Николова, Никица Корубин, Даница Чадиева, Силвана Трбогазова и Весна Миркова. И додека ми се придружат на сцената, сакам да кажам дека е навистина прекрасно чувството да си во сала во која што на сцената нема стиропор, нема скулптури, нема костумосано сите да се исто облечени, но има шареноликост и убавина на луѓе кои што се само иницијативно дојдени, а не донесени на еден собе. Дами мои, се прашувате зошто ги поканив дамите на сцена? Јуле, може да кажеме нешто заедно? Пред некој ден беше Меѓународниот ден на жената. И во рамките на Либералната интернационала ги заморивме партиите да ни испратат порака. Зошто е важен тој ден? Јуле, направивме нешто со форумот на жени, така? Да. Што направивме? Направивме едно видео кое што се покажа дека е доста успешно, а видеото ја славеше, односно ја поттикнуваше ратификацијата на Истанбулската конвенција во нашата држава. И го направивме не само со ЛДП, го направивме со многу партии. Имаше и од Америка, и од Тајван, и од Малезија, и од Канада, од секаде. Од Македонија беше ексклузивно, беше на македонски јазик. Но она што беше најважно во самото видео и она што всушност е суштината на самата интернационала е дека ние сме федерација на партии. Партии кои што навистина работа за спроведување на одредени идеи за промени во нивното општество. Еве нека кажат дамите што беше пораката на видеото. Ке каже нека? Добро вечер и од мене. Видеото беше за ратификација на Истанбулската конвенција.
кое што Македонија има подпишано, меѓутоа уште нема ратификувано. Го правевме сами видеото, малку е аматерско, мислам дека тоа има посебна убавина. Точно така. И пораката на видеото е следно. Македонија има традиции кои што мора да ги почитува. Има идентитет кој што мора да го зајакне. Ние од тоа не се откажуваме, никогаш ни нема да се откажеме. Но има и некои работи кои што мораме да ги промениме и тие ќе ги направиме заедно преку напорна работа и во собранието, но и во владата. А тоа е да престане насилството врз жените. Тоа насилство не започнува само со подигање на рака, тоа насилство започнува со довикување, со недолично однесување, започнува со неубаво однесување, започнува со вербално насилство и на тоа мора да му се стави крај. И она што сакав да го покажам, дека на оваа сцена нема само да парадираат господа денеска. Туку во оваа партија има дами кои што се одлучни и ќе кажат не на насилството за жените. И тоа ќе го прокламираат како дел од својата работа. Не само дамите, туку и мажите кои што се во оваа партија, затоа што заедно можеме да ја смениме ситуацијата во државата. Позади мене стои еден убав наслов. Има избор. Има избор, а тоа е Либерално-демократската партија да биде на победничката страна на следните избори, да има повеќе дами во политиката, но да има повеќе мажи кои што ќе се борат за заштита на нивните права. И тоа е пораката од Либералната интернационала. Се најубаво. Либерално-демократска партија. Има избор. Овде и сега.